Јас немам добиено и покрај тоа што имам отворено две постапки за преслушувањето. Една општа и една за конкретен случај, јас немам добиено квалитетни, па некаде и никакви одговори од органите. И така натаму. Сите овие се работи според закон кои мора јас да ги подигнам на повисоко ниво, да го информирам и него дека ме попречуваат да работам. Во таа насока беше и средбата, дека не може омбудсманот да се попречува при вршење на неговата работа. И од друга страна, добив уверување дека мора да се зајакнат капацитетите, дека задолжително ќе добиваат задолженија органите да не попречуваат и така натаму. Видете, вие знаете дека извештајот на Народниот правобранител е во собрание. Ние го разгледуваме. Што може омбудсманот повеќе? Јас треба да имам армија позади. Прислушувањето. Имајќи во предвид фактот дека и смятат дека невладините организации добија докази дека исто така билат прислушувани, тие беа и од последните. Верувам дека скоро ќе успеам да собирам толку документи кои ќе ми дават за не само за право, туку ќе бидат релевантни или кредибилни за да искочам и јавноста да ја информирам и по однос на тоа. А ставот на Народниот правобранител за појавата јас се не ме засвит. А какви конкретно документи барате што барате од Министерството за Се што е надлежност согласно законот за следење на комуникациите од нивна страна. Од почеток до крај. Има и куп прашања.